34 специјални советници во владата годишно добиваат 266.000 евра на име гласно размислување по одредени проблеми. Министрите и останатите носители на државни функции, тие ги советуваат за подобро решавање на нивните задачи. Најмногу советници, 13 на список има премиерот. Нивните примања се движат од 50 до 55.000 денари или заедно тие премиерот го советуваат за 7.000 евра месечно. Освен нормалните, постојат и посебни советници. И, например, меѓу нив е Љубе Бошковски, алијас брат Љубе, кој е советник за странски инвестиции. Меѓу посебните е и Ѓорги Тасев, кој е посебен советник за млади спорт, и Рубин Земон, кој е посебен советник за развој на мултикултурно општество, интеркултурализам и интеркултурни комуникации. Освен кај премиерот, советници има и министерот за здравство Венко Филипче. Не му памет, за 28.000 евра годишно му даваат и тројца советници, чии примања плати се движат од 37 до 54.000 денари месечно. Сепак, од сите најмногу советници има во Министерството за внатрешни работи. Таму 15 советници се на список за по 41.000 денари месечно, а најпознат на јавноста меѓу нив е генералот Стојанче Ангелов. Освен во овие, обично и посебни советници има и во Министерството за одбрана, Министерството за информатичко општество, за земјоделие, транспорт и врски и други. Овие советници советуваат за помалку пари, зашто буџетите на последно споменатите министерства се околу 20.000 евра годишно. Но освен високите примања, советниците имаат и други привилегии. Например, државата на нив до одредена сума им ги плаќа и телефонските сметки, патните трошоци, хотелски сместувања, службени ручеци и слично. Има ли државата потреба од толку многу советници? Апсолутно нема потреба, многу пари се трошат. Тие пари би можеле да се потрошат за попаметни работи, да не речем. Ја мислам дека не треба да има. Дека се многу. Нема потреба да се толку. Во прилог на јавното мислење е и мислењето на професорот Борче Давидковски. Посебните советници најчесто работат за партиите, а не за институцијата која ги плаќа. Таму најчесто се заседнуваат партиски послушници кои седат во владата, не работат ништо. Потврда за ова е кога ќе се случи промена на власта. Едни веднаш се заменуваат со други, вели Давидковски. Сепак советниците не се единствените кои ги трошат народните пари. Скриени трошаджи има многу кои порано или подоцна народните пари секако ќе ги сотрат.